Во 1969 година, кога бев релативно уште млад новинар, го имав тоа задоволство и среќа, токму на ова место, каде што се наоѓа споменикот на легендарниот војвода Ѓорги Сугарев, да се сретнам со неговиот брат, Мишко Сугарев. Мишко Сугарев, како 14 годишно дете, замина за Америка и од него чув доста работи за неговиот брат, како што реков, легендарниот војвода Ѓорги Сугарев. Тогаш си реков, ако имам некоја прилика, ќе направам нешто повеќе за Мишко и се разбира за Ѓорги Сугарев. Благодарение на телевизија Орбис, сега го имам тоа задоволство, ја имам и таа прилика. Војводата Ѓорги Сугарев напишав една мала биографија и таа е печатена во 1968 година. Меѓутоа, ракописот долго време седеше кај мене, затоа што немаше издавач. Тогаш тешко вака се издаваја книги од националната историја. Книжката дојде како резултат на една голема прослава во таа година на сите полиња, не само во издавачка дејност, ами и поставување на спомен плочи на видни места каде што се одиграле настани, например, Парлиснопие, Ад Пазар за Турунџа, Света Недела и така натаму. Така што тогаш не само што се издаде книжкава како посебно издание, на тогаш имаше одбор во Битола формирано. Беше тогаш во одборот председател Кице Најдовски, а секретар беше Размовски Методија. Тој помогна доста да излези книжката, да види билтен. Инаку порано одев и во социјалистички тогаш сојуз. Кој е тој Сугарев, дали е војвода, дали е наш, дали да не грешиме, нема представа. Сестрата на Сугарев
Инаку Василка Моминско-Сугарева, мажена Мјакова, почна да ми раскажува каков историчар, какви детали, како памтеше, во години жената си беше. Меѓутоа многу имаше меморија убава. Што ми кажа за нивното семејство? Мајка и родила инаку мајка и на Чивка попска ќерка. А тие по татко од Подино, село Подино потекнуваат. И денес во Подино, сега денес не знам, а веројатно има се уште од семејството Сугаревци. 11 деца му умереле. Не можеле да му траат децата. Ѓорѓи е прв кој што се го сочувале, а го сочувале со тоа што отишле во Барешани на манастир и како го пречекале така, како се породил така натаму, така што после тоа уште 7 деца родила, едно починало, потоа имал Ѓорѓи, па Вита, па Чивкова, Василка, па Ицо, и тој војвода, односно Комитарџија, Ицо или Ристо, потоа Вангел, тој во Америка си заминал по востанието и таму, како сум информиран, бил на некој факултет во Америка, на кој место сега, Индијана, мислам беше државата, професор по историја бил. Потоа и уште еден брат, Мише. За Сугарев, покрај Чивка, се што ми кажа за домашните, тие за дома, како ми кажуваше дека свиреле, кои на гитара, па правеле вечеринки, па тој период пред востанието, тие учителите се собирале, а и Вита и Ѓорѓи во Солун посетувале некој педагошки курс, така што станале и учители. Сега, тие вечеринки не биле само за забава, туку биле и за еден вид дружење, организирано дружење, легално, кај што не е забрането да се пее, меѓутоа и нешто друго да се прави. А овие девојките, односно учителките, биле повеќе посветени да шијат ќепариња, да шијат знамења и такви, некои нивна работа, женска, додека овие другите се организирале и преносувале, ширеле, ја ширеле организацијата и така натаму. Ѓорѓи Сугарев, инаку, во Солун тој курс го завршил педагошки и после дошол за учител. Учителства во неколку села. Радобор, Дедевалци, Стрежево, посебно во Елховец, Кичевско бил учител. За таму имаме убави спомени од негови ученици. Меѓутоа тој бил и организиран. Како организирана личност, бил прилично оддаден на делото. Неверојатно оддаден. Занемарил и домашни. Прво било делото, а делото е на ВМРО за автономна Македонија, без дискусија. Истражував прилично многу, така се собра тоа на едно место и книжката, како што претходно кажав, излезе на видело. Кога излезе, една личност, јас гимназија, реков, предавав таму, иди еден човек, јас не го познав, вели, кај знаеш ти, вели, дека татко ми бил во четата на Ѓорѓи Сугарев? Јас реков, нити тебе те познав, нити татко ти, од литература, некој ми кажал. Фала многу и така, благодарен беше. Исто така и овој комшијата мој, србиновски, учител србина, го викаме Томе. Абе, вели, ти за дедо ми пишуваш таму. Бе, пишуваме ние од она што било. Благодарение на такви мали сознанија, одвамо од таму, од литература, се собра прилично добар материјал. Сугарев
бидејќи се покажал како многу активен, по потребите на организацијата се формира една, односно две чети, терористички чети, за оние кои што се осудуваат да ја провалат организацијата, односно да подкажуваат, што и денес модерно кодоши ги викат, нели? Во таа чета, односно таа чета, тој раководи. Меѓутоа, на штета, сега тој како таков раководител на таа чета, кога иди Гоце Делчев во Битола, 901, Сугарев е задолжен него да го обезбедува. Сугарев наоѓа своји луѓе кои што би се жртвувале и не би го дале Гоце така лесно да падне во рацете. Гоце отиде на 2 пати, тогаш во тој период Даме Груев е во затвор, битолска затвор. На 2 пати Сугарев го праќа, го осигурува, како се вика тоа, го обезбедува личноста на Гоце, преправени. Кога дошол Гоце, кажува, тие како ќумурџија дошол, да не се дошика работата што е како е. А кога одел во затворот, кој околу него се вртат кој касапи, божем, со футите, со ножовите и така натаму, меѓутоа, на 2 пати тој фино со Даме во затворот не е забележено. Гоце останал 20 на дена во Битола. Сугарев не ни остави спомени, тој лични, својрачни. Ѓорѓи Попхристов имаме на 2 пати, нашите револуционери од високиот калибар, како Ѓорче Петров, како Јане Сандански и други, кога биле во Софија, тамошниот, инаку македонец, ако се презива наич, Љубомир Милетич, ги бележел нивните спомени. Такви спомени за Сугарев немаме ние. Кога бил во Битола како учител, нали имаме ние ваканција, летна ваканција. По своја иницијатива Сугарев побарал да оди во четата на Никола Петров Русински. Никола Петров Русински имал таква чета образовна, да образува војводи, идни војводи, оти не биле сите може секој да раководи со воени акции. И Сугарев на доброволна основа отишол, учел од него, а Никола Петров Русински е голем социјалист. Имале допирни точки многу и така социјалистите групаво се вклучиле во организацијата на ВМРО, не само во Битола, тоа за цела Македонија важи. Русински како е користил религијата со Христос, тоа е чудо едно, многу фино, многу умешно. Од сето тоа Сугарев користил за воиднина, кога се осамостојува како војвода, да, и тој ги употребува тие агитации, тој начин на агитација. Следува, реков, Смилевскиот конгрес, тој е делегат на Смилевскиот конгрес, таму
застанува на страната на оние што се против востание, затоа што не сме доволно вооружени. Меѓутоа, донесено е решение. Што ми е донесено решение да се крева, тој е прв што ќе ја исполни таа задача. Исполнителен. Оди, него му е доверен Пелистерскиот реон. Оди по селата, организира. Интересно е во влашките села, кога оди Маловиште, например, Трново, Магарево, насекаде тој реон што го држи, а во неговиот реон е најорганизирани од пред него уште. Мислам, пред востанието, селата Цапари и Ѓавато. Многу организирани, неверојатно, немало човек кој што да не е организиран. И Сугарев го дочекува неуспехот на востанието. Востанието не успева, многу војводи што многу се бушале во градите да избегале во Бугарија. Тој, Даме Груев, Христо Узунов, овие народни борци што биле со народот од почеток останале до крај. И така, Ѓорѓи Сугарев се гинува, остануваат песните. Во една песна се спомнуваат параловци за предавници. Тоа не е точно. Меѓу првите песни што ги спомнува Црнушанов, тој е еден интелектуалец, каде што се интересира за фолклорот. Меѓу тие песни тој ја спомнува првата верзија што му е кажал Алексо Стефанов. А таа прва верзија токму го споменува Лигушо како предавник, не параловци. Меѓутоа, зошто после во песната што ја пееше Васка Иливе, многу убава песна. За това село
Послушај бре Ѓорги, Ѓорги сугаре, послушај, ако да сакаш ти да куртулиш, накачи горе кај чукарите, кај манастирот, ако да сакаш ти да откинеш, накачи горе кај чукарите, кај манастирот, ако да сакаш ти да куртулиш. Тогаш се Ѓорги, Ѓорги излага, се прелага, накачи горе кај чукарите. Кога ке види, што ке види, Ѓорги сугаре, од сите страни Ѓорги сардиса. Кога ке види, што ке види, Ѓорги сугаре, од сите страни Ѓорги сардиса. Тога извикна Ѓорги сугаре, провикна на неговата верна дружина. Клавајте гуњите пуси, леле пуси, зашто се камен тешко најдува. Клавајте гуњите пуси, леле пуси, зашто се камен тешко најдува. Згрмеја пушки, пушки аскерски крвави, сета дружина моја извија. Тога извади наган револвер Ѓорги сугаре, самиот крвта си ја пролеја, самиот крвта си ја пролеја, Ѓорги сугаре, жив на душмани не се предаде. Предавството како антипод на преданоста. Значи, ако предавникот го земеме во лицето на Петков, Јосиф Петков, на другата страна преданоста, како преданост на ослободителното движење за ослободување на македонскиот народ од турското робство, значи го именуваме со сите овие корифеи, како Гоце Дојчев, Даме Груев, Ѓорче Петров и така натаму. Значи, зборот ми е дека ниедно општество не е имуно од предавник. Во секој општество може да најдете предавник, било да е тоа од користолюбие, од некој бенефит, или од освета, или пак од слаба звезда, овај кој што ги одма при најмала
тешкотија, ги предава своите соборци. За мене е најтешко предавство од собствен соборец. Например, како што е предаде Ѓорѓе Сугарев од Петре Лигушов и други предавници. Значи, неслучајно е песната за Дочо Штипјанчето, бидејќи на најсурови измачувања, он останува доследен, не ги предава своите соборци и затоа има испеано, значи, народот му испеал песна на таа храброст. Да се истражува нашето бурно и крваво минато е благородна работа и приедува прилично изненадување. Такво едно изненадување ми приеде и мене 1976 година, кога работајќи на монографијата за Веле Марков, најдов на статија во Битолски вестник, средба на дедо Блаже Ербовски од селото Врањевци, која што статија крај мене предизвика силна емоција, но бев ангажиран со Веле Марков, така што дури откако таа книга беше завршена, јас по една прилика во Битола го сретнав авторот на истата таа статија, Боја Танески, и го прашав нешто во врска со самата статија. Тој ми кажа дека тоа е само мал дел од интервјуто што го направил во 1967 година со стариот Ербовски за неговите средби со Ѓорѓе Сугарев. Притоа ми кажа дека тоа е дел од интервјуто кое што изнесува околу 20 пишувани страници, кои што ми ги даде и откако ги прочитав, јас се убедив дека вистина станува збор за нови непознати податоци со кои што се расветлува еден конкретен чин, тоа е борбата на четата со турскиот аскер, токму овде во овие предели Кипараловскиот манастир. Инаку, ликот на војводата Ѓорѓе Сугарев, најопјаниот битолски војвода, и еден од најопјаните војводи воопшто во комитско-револуционерната поезија наша, бескомпромисен борец со турскиот аскер, но и со предавниците и странските пропаганди, падна имено како жртва на токму на предавство. Сакам да се осврнам на само жртвата негова, тоа е најхеројското самоубиство што воопшто сум го сретнал во целата историја. Тој познат е дека се самоуби со нагантот и толку. Меѓутоа, тоа самоубиство имаше цела една плејада околу себе настани, па затоа сакам сосема кратко да ве запознам, како непознат детал
од досегашната наша историја. Спотеран од селото Гнилеш, од турскиот аскер од гарнизонот во Левин, тој од југ со својата чета, која што всушност беше којнички ескадрон, значи востанички којнички ескадрон. Податок непознат во нашата историографија, сите тие беа опремени со коњи, добри тркачки коњи, за да можат да оперираат низ Пелагониската рамнина. Повлекувајќи се од Гнилеш нагоре кон параловските чукари, коњите им сметаа во бегството и тие мораат да ги остават коњите и така во намерата да се префалат преку чукарите и да исчезнат на таа страна во шумите Мориовски, меѓутоа од северната страна ги пречека аскерот од битолскиот гарнизон. Значи пресечени им беа стапниците од североисток и од југоисток. Им остана единствена можност да се пробијат надолу кон манастирот. Меѓутоа, за несреќа удрија на заседите поставени пред тоа од албанците во селото Долно Орегово, тоа беше баш и Бодукот, кој што ја уништија целата чета. За одбележување е дека само еден албанец самиот уби 8 кометии. Тоа е прилично долга приказна, затоа ќе предам преку тоа. Сакам да се задржам на самиот чин на самоубиството на Ѓорѓе Сугарев. Притиснати од двата аскери од североисток и од југоисток, пробивајќи се надолу поради опасната близина на аскерот, Ѓорѓе Сугарев веднаш свати дека му треба жртва. Обично тоа се жртвува со некој од борците, кој што ќе им брани од стапница при повлекувањето на четата. Меѓутоа, во оваа прилика Ѓорѓе Сугарев самиот се одбра себе да се жртвува за да ја спаси својата чета. Овие податоци не се познати до сега, прв пат се објавили во книгата. Тој залегна овде на самиот манастир Параловски за една мала карпа во шумата, во леската, од каде што го задржуваше настапувањето на аскерот од двете страни, додека четата пробиваше надолу и, како што кажав, целата беше уништена долу од албанците. Во оваа прилика не е лошо да кажам и за проблемот со прашањето со предавството. Десната ги живосува Параловци, вие сите ја знаете, Бог да ги бие Параловци така натаму, меѓутоа, тие се невино обвинети, бидејќи и покрај фактот дека во селото имаше неколку грекомански семејства кои што можеа да го направат тоа предавство, тоа не можеше да се изврши од едноставна причина што четата воопшто не влезе во селото, ами селаните дознаа за присуството нејзино дури откако изслушнаа покупниците во леската над Параловскиот манастир. Предавството го изврши фактички Начо Кобиловски од Долноагларци, кај кого што во текот на претходната ноќ ноќуваше четата на Ѓорѓе Сугарев и како што се случи со Косовската битка, каде што предавникот Опеан исто така со него, со Лазар пиеше вино, исто така и овој домаќин ги гостеше кумитите, а потоа во текот на ноќта додека четата продолжи кон Гнилеш, отиде во Битола, незабележан од никого, го извести Петре Лигушов, а овој го извести пак Кајмакамот, кој што ги постави тие заседи кои што го уништија. Кога излезе книгата Крвавиот бој во Параловските чукари, податоците што сега ќе изнесам беа непознати. И затоа во дополнителен ракопис го дадов да се напечати во весникот Его
а сега пред вас прв пат јавно ќе го изнесам. Бегајќи од албанските заседи, 3/4 комити удрија наоре кон Лингов Аргач, меѓутоа од јужната страна ги пречека залпот на аскерот од Ленинскиот гарнизон, така што тие испопаѓаа сите скоро мртви, само остана Тодор, тогаш познат како Јуруко, Тодор од Крстовар. Ме послужи среќа, после објавувањето на книгата, еден бистричен Стојан се вика, читајќи ја ми кажа дека тој ги знае сите податоци околу анонимното име на, односно презиме на Тодор од Крстовар. Зошто се сакам да објаснам зошто и професорот Ѓорѓи Цолев и јас при нашите истражувања во селото Крстовар воопшто не можевме да дојдеме ниту на еден податок. Тоа објаснувањето е многу едноставно, затоа што Тодор, станува збор за Тодор Јуруко или Јуруковски, излезе во четата која што пред да биде уништена 2 дена, заедно со сите други комити кои што ја образуваат четата од Битолското поле. Излегувајќи во селото не дознаа дека тој излезе комита. После 2 дена тој се врати назад со уништена чета и веднаш изваде пасош и замена за Австралија и Америка, каде што наскоро стана и светски првак во борење слободен стил. Кога се врати, јас го памтам од тогаш, некаде 60-70 година, во Швицрица, го знам, тој беше многу крупен човек, многу силен човек, со тешки чекори, но се гледаше дека има многу внатрешна голема сила. Тој му раскажал на Стојан од Бистрица како сето тоа во танчина се издело, односно неговото бегство. Бегајќи, значи, од потерите од североисток, тоа е Битолскиот гарнизон, и од залповите на албанците поставени во заседите, значи, тројцата падна, последни комити, овој случајно се лизна по влажните лисија во една суводолица и падна за среќа во вир, длабок вир, полн со вода и покриен со лисија. И тогаш му блесна спасоносната идеја дека може да се спаси ако издржи во водата студена мраз. Тоа беше април, водотекот од низ суводолица беше многу студен и тој легна во барата, така да речеме, се покри со лицјата, со главата, односно носот, зад шупурката каде што течеше водата, така што ги слушаше викокниците на аскерите кои што пребаруваа низ тој терен. После 2 часа, кога веќе исчезна, беше сигурен дека повеќе не слуша никакви викотници, тој се полуздрвен се излече од водата и тргна кон југ, преку Лингов Аргач местноста. За битолскиот војвода Ѓорѓи Сугарев јас имам напишано поема која содржи околу 900 стихови и монодрама која се вика Параловските чукари. Податоците за иницијативата за пишување на овие творби ги добив од еден стар човек од Врањевци,
по име Блаже Трајчевски од Ербовци, кој ми раскажа долга сторија за овие настани. Имено тој кажа дека Ѓорѓи Сугарев, пред да дојде тука кај чукарите пред да загини, бил договорен со војводата Велко од Скочеви да се сретнат во Врањевци. И тие, тргнувајќи од Демихиса преку Чарлија, Агларци, дојдоа во Врањевци и требало да се сретнат во куќата на Ербовци. Но, ове четата на Сугарев, со Сугарев престојувале во куќата на Блаже Ербовски. Чекале до раното 2 часот наутро, бидејќи Велко не пристигнал и одлучиле тие да продолжат со патот и да се накачуваат на повикот народот за заштита од грчките чети, андатите кои ги напаѓале овие села тука, а претходно, без да знае тој, турската потера била пратена од кај под село Гнилеш. Во поемата и во монодрамата го опишувам настанот погибијата на Ѓорѓи Сугарев, кој е загинат овде горе на врвот на чукарите и тука бил опколен од турскиот аскер и се воделе тешки борби, биле опколени и немало каде заклон да најдат. Така Сугарев одлучи четата да ја повлекува еден по еден и тука во овој правец, каде што го викаат Лингов Аргач, еден по еден тука слегувале четниците, мислејќи дека се спасени, а некој во заседа тука ги убивал едно по едно. По завршувањето на борбата, претходно Сугарев не се предал, јасно се само убил, а по завршувањето на борбата тој турскиот војсководач наредил тие мртви тела да ги влечат тука, да ги донесат близу на манастирот. Но народот бил повикан од околните села да поможат во збирањето на убиените борци. Тие борци народот не сакал да ги влечи и направиле како носила од прачки, ги качувале на нив и така ги собрале овде долу. За одбележување и тоа што по завршувањето на овие борби овде, во меѓувреме Велко Скочивицки со коњот со неговиот придружник влегува во Врањевци. И војсководачот турски тука го забележал тоа и одма праќа чети војска за претрес во село Врањевци. Во меѓувреме, полјакот Врањевски забележал дека влегле овие тука, четите слегуваат долу, им кажал во селото дека аскерот доаѓа, а Велко со придружникот отишол во куќата каде што требаше да се сретнат со Ѓорѓи Сугарев. И аскерот кога правил претрес, забележал дека тука имало мрсен ручек, а тогаш биле пости. Пред сам ден Благоест овој настан се случил и се чуделе, турците рекле кој е тука тој што ручал мрсо, сигурно Ѓорѓи Сугарев бил со четата. Во меѓувреме пристигнува каракулот од село Субодол, а тој се познавал со таткото на Блаже Ербовски, Темелко се викал, и во тоа меѓувреме му влепнува една златник на Барио, Каракуло се викал Барио, и тој сватил во што е работата и им рекол на турците нема никој тука, че тој мрсен ручек, јас со Каракулото од Новаца и заедно тука ручаме, и така го спасил селото. Иначе цело село било собрано, под село, кај Мановачешма, построени под пушки на готовност за да ги стрелаат. И благодарение на тој Барио, иако е турчин, така кажуваат и жителите од Врањеци, го спасил селото Врањеци од погибијата.
Според податоците изнесени и како се представил во куќата на Ербовци, како што кажуваше стариот, тој бил многу пргав, храбар, смел и одлучен. И во борбите многу храбро се држал, бил добар стратег и не сакал да се предаде на турскиот аскер и се самоубива на чукарите горе. Куршум османлиски во градиве носам и ками 3 предавнички закачени под плешката лева. Куршумот со ногти ќе го ископам, со заби ќе го изволкнам, раната со качак тутун ќе ја наполнам, та ниту лузна нема да остане. Но камите, да можам само рачките да ги дофатам и заедно со месото затроено околно искорнам, па далеко и то сам, па после ако сака и крвта цела нека ми истече. Крв нова во вените ќе натучам. Потоа би пошол на морето Бело, со вода солена беломорска, раните би ги исплакнал, на рожен висок под бука столетна, телото би го испружил и раните би ги истерил. И тогаш 3 пати поимнав би станал. Јас и вака мртов на турчиниот поган со заби голи гртланот би го скинал. Како Давид Голијата и јас него ничко би го ничкосал, парчина би го сторил, па после измустите во чалмата гнездо да свијат. Но проклето колено предавничко, Бигушевци и сите други крајинавеловци, големото дело пепел го сторија и Голгота нова македонска направија. 3 гарвани црни на 3 неба птица песнопојка, на 3 расчеречуваа. И вистина, јас, Тригорец Свет војвода, што на коња врана сределуните јаздев и ровјата со рака гола ја фаќав, јас капитан на гарван црн ќе станав. Гарва ми цел живот, очите ми ги колваа, сокта ми ја цуца и крвта ми ја пија. А кутрата ми мајка мене оженет, реши свршеница да ми најде. Та заборавили дека јас не бурма, туку обрач околу телото носам и дека жена и мајка уште попрва имам Македонија.